Јас би продолжил со темата што ја начнавме минатата сабота попладне. Иако реков ќе насловам кој цар си ти, меѓутоа некако не одговараше затоа што не дојдовме до царевите, така да ја насловив цареви и господари. Тие што бевте минатата сабота знаете, меѓутоа јас малку ќе покријам и од тоа. Зошто цареви и господари? Меѓутоа почнавме вака. Битни стихови во прво послание до Коринќаните, 3 глава, 16 и 17, кои што може би така само паушално ќе ги поминеме и не се задлабочуваме во нив, меѓутоа се многу сериозни. Прво послание до Коринќаните 3, 16 и 17. Не знаете ли дека сте Божји храм и дека Божјиот дух живее во вас? Ако некој го разруши Божјиот храм, Бог ќе го разруши него. Зашто Божиот храм е свет, а тоа сте вие. Како ние се однесуваме кон Божиот храм? Е прашањето. Ние не сме своји, ова тело не е наше тело, или, како беше паролата, моје тело, Божја собственост. И треба да работиме на изградба на Божиот храм, а никако на рушење, затоа што стихот вели, ако ние го рушиме храмот, Бог нас ќе не разруши. Или второ послание до Коринќаните 6, 14 до 16. Ќе ги прочитаме овие стихови, ги читавме минатиот пат. Не впрегнувајте се во нееднаков јарем со неверниците, зашто што има правдата заедничко со беззаконието, или какво заедништво има светлината со темнината. Во што се сложува Христос со Велијал? Или каков дел има верникот со неверникот? Или како се сложува Божиот храм со идолите? Зашто ние сме храм на живиот Бог, како што рекол Бог, ќе живеам во нив и ќе одам среде нив и ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Божиот храм не треба да има ништо врска со идолите. Ние не треба да имаме, да се впрегнуваме во нееднаков јарем со неверниците, односно да поминуваме повеќе време, да се дружиме со нив. Да, точно, повикани сме да сведочиме, меѓутоа не да имаме некое блиско друштво, затоа што многу лесно можеме да отидеме и ние со нив. Што има правдата заедничко со беззаконието? Значи, подалеко од беззаконието, тоа е мудроста. Или какво заедништво има светлината со темнината? Ако западнеме во беззаконие, отидовме во темнина. Како што е и овој свет. Значи, нашето тело е Божи храм. Тука треба да пребива Светиот Дух. Така да битно е како се однесуваме кон него. Второ што спомнавме, зашто темата се викаше цареви и господари, затоа што ние сме сите мали, како да кажам, принцеви и принцези, Господ не спрема да бидеме цареви и царици, господари. И еден ден сите ќе царуваме заедно со него на новата земја. Но до тогаш треба да се научиме како да владееме и со себе, и со своите тела, и пошироко, во семејствата и така натаму. Видовме неколку стихови, сега да не ги читаме тие, меѓутоа ево Откровение 1.6 вели и не направи цареви и свештеници на Бога, стано збор за Исус Христос, не направи цареви и свештеници. 1 Петро 2.9 веднаш асоцира овој стих, кај што вели дека ние сме избран народ, царско свештенство. Или 19 глава Откровение, кога по трет пат доаѓа Исус, заедно со небесната војска, односно сите оние кои што вели небесни војски на бели коњи облечени во бел чист лен, го следеа, алудира на спасените, на праведниците кои што доаѓаат заедно кон земјата со новиот Ерусалим. И 16 стих од Откровение 19 ни кажува, а на неговата наметка и на неговото бедро имаше напишано име цар на царевите и господар на господарите. Затоа што со него таа небесна војска која што доаѓа се царевите, се господарите. Спомнавме дека црквата е Израел, треба да биде, како што Јаков, борејќи се онаа ноќ со ангелот, односно со Исуса, лично, не го пушти се дека не беше благословен, па го доби името Израел место Јаков, кој што значи тој ќе владее како Бога. Повторно,
алузија на тоа, алудирање на тоа дека ќе бидеме владетели, ќе бидеме цареви, ќе владееме. Но за да владееме како цар или царица, мораме да се совладаме самите себе најпрво. Мора да добиеме чисто срце. Мораме да се бориме безпоштедно до крај. Ако треба, како што вели Павле во Евреите, треба да се воспротивиме против гревот до крв. Во една безпоштедна борба. Царевите се оние кои што носат одлуки меѓу другото и спомнавме дека сите ние имаме таа слободна волја, односно волјата како одлучувачки фактор, односно како цитатот кој што вели дека ја имаме таа одлучувачки владеачка или царска сила со која што одлучуваме и донесуваме одлуки. Сега спомнав, сега ќе се префрлиме на оние 3 цара во Библијата, кои што се поврзани на некој начин со храмот Божи и паралела ќе повлечеме со нив да видиме кој цар сме ние, како секој од овие цареви се однесувале кон храмот Божи. Ги има повеќе во Библијата, меѓутоа овие 3 некако се еден по друг тука некаде се, па се згоден пример за оваа паралела што ќе направиме. Првиот цар е Ахаз. Каков цар беше Ахаз, сеќавате ли? Лош или добар? Лош. Ахаз беше лош цар. Но пред да преминеме на царевите, уште ова да го спомнеме. Значи, Божиот храм е символ на црквата, но и, како што видовме од почетните стихови, на христијанинот како индивидуа, секој од нас. Така што, се што се случува во храмот, Бог сака да го направи и во нас. Прво, што? Храмот да биде исполнет со неговата слава. Се сеќавате кога шаторот бил направен, воспоставен, па потоа вели, Мојсей не можеше да влезе во шаторот на средбата заради облакот што стоеше на него и заради Господовата слава што го исполнуваше шаторот. Целиот шатор се исполни со Божјата слава. А сите ние во Исаја 43:7 стои дека сме создадени зошто? Зошто Господ не создаде? За своја слава. Тоа е едно. Второ, и во храмот, и во човекот, односно во умот на човекот, Господ сака да го запише својот закон. Во храмот го имаме, во светињата на светињите. Го имаме законот. Господ сака и во нашите умови да го запише својот закон. И трето, Господ го чисти храмот. Знаете, тоа се случува на Јом Кипур, еднаш годишно. Сака и нас да не очисти. Еве Левит 16:30, стихот вели: зашто на тој ден ќе биде извршено над вас, значи на денот на Јом Кипур, кога се чисти храмот, ќе биде извршено над вас покривање на гревовите, за да бидете чисти пред Господа од сите ваши гревови. Господ не сака чисти, како што го чисти храмот, да не очисти и нас, за да бидеме ние престојувалиште за Духот Свети. Сега одиме кај Ахаз. Читаме во втора книга Летописи, тука може да отвориме. Втора книга Летописи, 28 глава, 1 и 2 стих. Втора Летопис или втора Дневник, 28 глава, 1 и 2. Спомнавме, погодивме, дека Ахаз беше лош цар. Еве што правеше Ахаз. Ќе читаме оние делови пред се, кои што се однесуваат пред се на неговиот однос кон Божиот храм. На Ахаз му беа 20 години кога се зацари, а царуваше 16 години во Иерусалим, но не правеше што е право во Господовите очи, како што правеше неговиот татко Давид. Значи, прво нешто вели, не правеше што е право во Господовите очи. Живееше како израелските цареви, па им излеа и ликови на вааловците. Значи, што беше Ахаз? Идолопоклоник. Претходно читавме во второ послание до Коринќаните дека Божиот храм не треба да има ништо со идолите. Втора Летописи 28:1 и 2 или втора Дневник 28:1 и 2.
Живееше како израелските цареви, па им излеа и ликови на вааловците. Виде што правеше друго, страшно. Знаете што се практикуваше кај незнабожците? На Молох му се принесуваа деца. Ги спалуваа едноставно. Како жртви на овој незнабожечки бог, идол. Сами откадаше во долината на Еномовиот син и ги помина собствените синови низ оган. Според гнасниот обичај на криво божичките народи што Господ ги протера пред Израелевите синови. Принесуваше жртви и кадеше по високите места и брежињата и под секое зелено дрво. Што правеше? Ги помина собствените синови низ оган. Кога тоа значило као еден вид као прочистување демек нивно, а меѓу другото дел од децата се принесували како жртви баш, биле спалувани. Како се однесуваме ние кон Божиот храм? Тоа има консеквенци, односно последици и на не само на нас, туку и на нашето семејство. Знаете, ако не се однесувате соодветно кон Божиот храм, ако не ги почитувате здравствените закони, ние на некој начин го уништуваме семејството, делуваме негативно и на тие што не се во семејството. Сите страдаат околу нас, не само ние. Предизвикуваме болка, ги занемаруваме нашите должности на некој начин. Замислите да му го дадете детето свое на туѓ бог, на идол. Страшна работа. 19 стих од истата глава. Одиме понатаму, да видиме што правил Ахаз, како тој се однесувал во својот живот како цар. Еве видовме дека идолопоклоник, дека ги правил овие гнасни работи. Господ почна да ги понижува јудејците заради јудејскиот цар Ахаз, 19 стих читам, зашто Ахаз ги разузда јудејците, ги разголе, вели англискиот превод, и тешко грешеше против Господа. 20 стих, асирскиот цар Телгат Фелнасар дојде против него и го притесна место да го зајакне. Па туки цар, што бараш помош од туки цар, од незнабожицки цар. Ахаз, 21 стих, Ахаз ги ограби господовиот дом, царскиот дворец и кнезовите, и сето тоа му го даде на асирскиот цар, ама ништо не му помогна. Што прави Ахаз? Го ограби господовиот дом. И на кого му го даде? Сето тоа што го ограби, знаете, вадел таму злато, што секе нашол во домот Божи, знаете како бил украсен, и му го давал на асирскиот цар, знаете, за да, овој му биде од помош, го заштити и така натаму народот. Меѓутоа, што му помогна овој, што доби од него? Ништо. Своите витални сили на нашето тело, на нашето здраве не смееме да му ги даваме на непријателот. А тој е тука, едва и чека да ни ги земе, да не уништи, да не понижи и така натаму. Ако физички ве унакази, ако ве ослабне, тогаш знаеме дека ако е во здраво тело, здрав дух, тогаш во нездраво тело ќе имаме и духот нема да биде како што треба. И тоа ќе влие и на нашиот морал, и на многу пошироко, значи. 22 стих, додека беше во неволја, значи, некој заради нашата непослушност ќе се најдеме во неволја. Еве, конкретно, во однос на тоа како го третираме нашето тело, нашето здравје, така натаму, непослушни кон здравствените принципи, ќе се најдеме во неволја, а тие неволи треба да не опаметат. Меѓутоа, што се случува кај Ахаз, вели доека беше во неволја, му стана поневерен на Господа. Уште поневерен. Таков беше царот Ахаз. Што вели 24 стих? Вели, Ахаз ги собра посадките од Господовиот дом, ги искрши, ја затвори вратата на Господовиот дом и подигна жртвеници по сите агли во Иерусалим. Се однесува кон Божиот дом како да е негов. Баш ми е гајле, јас ќе си правам што сакам. Ова тело е моје тело, ја ќе правам
ќе се однесувам со него како сакам. Не, моје тело Божја собственост. Ова тело е Божја собственост. Ова тело, ова што сме ние комплет, треба да биде храм на живиот Бог, храм на Светиот Дух. Ги искрши посадките, вели. Ајде да речеме дека еве сега слика ќе направам, не мора да се сложите со тоа, посадките од Господовиот дом, дека тоа се нашите органи. Како се однесуваме ние кон нашите органи? Ако не се однесуваме како што треба, кон здравствените закони штетиме на еден, на друг, на трет орган и така натаму. Ја затвори вратата на Господовиот дом, знае, замислете, не знам, ја заховал, што правил, како правил, значи, катанци, не знам што ставал. Ја затворил вратата на Господовиот дом. Значи, како што кажав, се однесува кон храмот како да е лично негов. Што е вратата на храмот, ајде да ја прашаме. Ако ние сме храмот, треба да бидеме храмот Божи, што е вратата? Да, ќе дојдеме до тоа, меѓутоа, еве вака. Вратата на умот се очите, тој Библијата го кажува. Вика, ако очите ви, како беше таму, ќе светли, ќе има светлина во вас, така нешто. Зашто што 75% од она што го учиме доаѓа од гледањето пред се. 75% од она што го учиме доаѓа од гледањето, а 13% од она што го слушаме. Значи, дури 88% отпаѓа од она што го гледаме и слушаме. Или да кажеме така, зашто често пати Елен Вајт не советува да ги чуваме приодите кон својата душа, односно кон умот, а тоа се сите оние сетила што ги имаме. И еве, меѓу другото, еве ги спомнавме, очите пред се, ушите, гледањето и слушањето. Тоа е вратата, меѓутоа, што е вратата на дигестивниот систем, тоа го погоди Елена. Која е вратата на дигестивниот систем? Устата. Ахаз, ако сме како Ахаз, еве, паралела правиме со Ахаз, тогаш често пати не знаеме кога да ја затвориме устата, а кога да ја отвориме. Често пати ја затвараме таму кај што треба да ја отвориме, а ја отвараме таму кај што не треба да ја отвараме. Сведоци сме тоа често пати, секојаш всушност се случува, кога после заеднички ручек ќе се извадат оние сладките, иако има често пати и здрав избор, не велам не, и оака сите очите, и тогаш се реди ред, не се буткаме така на храната, како што се буткаме на сладкото, на благите работи. И тоа што кажувам, значи устата ни се отвара, тоа што треба се затвори. Или обратно. Но што ги контролира очите и устата и ушите? Умот. Па тоа е вратата на храмот, со други зборови, затоа што се од тука потекнува. Затоа беше и цела онаа серија, значи како да го обновиме умот и како сите оние наши навики во исхрана и ред други навики кои што ги имаме во животот делуваат на нашиот ум. И знаете кој сака да ја затвори таа врата? Па ѓаволот, се разбира. Или да ни го замати умот, како што зборувавме, да го затруе умот, затоа што ставаме таму она што не треба, значи го труеме телото, го труеме и умот. Значи Ахаз бил уништувач и загадувач на храмот всушност. И да не даде Господ да бидеме како Ахаз во нашиот однос кон нашите тела, кон храмот на Светиот Дух. И сега доаѓаме до вториот цар, Езекија. Дали овој беше добар или лош? Добар, да. Ако Ахаз беше уништуваш и загадуваш на храмот, Езекија беше реформаторот, оној кој што спроведе реформа, обнова на храмот, на Божиот дом. Сега читаме во втора летописи 29 глава,
Значи, тука сме една глава понатаму, 1 и 2 стих. На Езекија му беа 25 години кога се зацари. Царуваше 25 години во Иерусалим. Името на мајка му беше Авија, ќерка Захариева. Правеше што е право во Господовите очи, сосем како и неговиот татко Давид. Еве, на почетокот, Библијата ни кажува дека беше поинак од Ахаз, односно беше добар, правеше што е право во Господовите очи. Интересно што царевите секојаш овде се споредуваат со Давид. 3 стих, во првата година на првиот месец на своето царување ги отвори вратите на Господовиот дом и ги поправи. Реформаторот Ахаз ги затвори, ги закува, што им направи, а Езекија ги отвара вратите на Господовиот дом и ги поправа. Потребна е поправка. Значи, веднаш се зафатил со реформа во храмот. Видите, ние, ако сме како Ахаз, во однос кон нашето тело и нашите навики и нашата послушност кон здравствените принципи, тогаш, кога ќе дојдеме до светлина, кога ќе дојдеме до сознание, еден брат велеше, каде, зошто, мислам, како рече, значи, да можев да ја познавам здравствената реформа уште од самиот старт, значи уште од младост. Па многу повеќе ќе се сочував, па не само ти, не алудирав на тебе, не е битно. Кога ќе сознаете како треба да постапувате кон вашето тело, кон храмот, тогаш веднаш треба да тргнете кон реформа. Отворете ја вратата, онаму кај што била затворена, кон оние работи кон кои што била затворена. Знам дека брокулата не е толку сладка, да. Ама похована не е лоша. Подпржена онака малку. Мене ми личи како ослич да јадам. Слично нешто. Да, како мозак. Затворете ја вратата за ред работи. Мислам да не ги испомнуваме сега овде сето она што навистина не е за храна, а фрламе пари за она што не е за храна. 4 стих вели, тогаш ги повика свештениците и левитите и откако ги собра на источниот плостат, рече, чујте ме левите, посветете се сега и посветете го домот на Господа. Посветување на домот. Бога на своите татковци, отстранете ја нечистотијата од светилиштето. Се што е нечисто, се што овој предходниот направи, да го вратиме сега светилиштето, домот во првобитната состава, чистење на светилиштето. 16 стих, свештениците влегува во Господовиот дом за да го очистат, почнаа сета нечистота што ја најдоа во Господовиот храм да ја изнесуваат во дворот на Господовиот дом, а левитите ја примаа изнесувајќи ја надвор до потокот Кедрон. Комплет тоа водата да испере, се да однесе. Не само надвор од домот, него да нема ништо. Подалеку. Значи, што гледаме овде? Поправка на вратата, отварање на вратата, поправка на вратата, чистење на храмот. Што би алудирало на чистење на телото од токсини. Знаете, денеска, може би има доктори, меѓутоа повеќето од докторите, лекарите велат дека телото е така направено да самото од себе се чисти. Да, меѓутоа Библијата кажува нешто друго, значи. И наши доктори, нашите сваќања се дека треба од време на време, не е лошо да се прави детоксификација на нашиот организам и да се чисти од токсини. Еви, Светото писмо ни кажува во второ послание до Коринќаните 7:1, стих кој што вели вака. Второ послание до Коринќаните 7:1. И така, возлюбени, имајќи ги овие ветувања, да се очистиме од секоја духовна и телесна нечистота. И духовна и телесна нечистота. Довршувајќи ја својата светост во страв пред Бога. Че ако сакаме да бидеме свети, во тој процес на посветување, мора да се заземеме на реформа и чистење, очистување како духовно, како од духовната нечистота, така и од телесната нечистота.
А тие се поврзани. Цело време зборуваме. Значи, ако вие нездраво се храните, тоа ќе делува на вашиот ум, тоа ќе делува и на вашиот морал, на дух и така натаму. Затоа треба комплетно да се чисти. Исус кога исцелувал комплетно. Значи, прече што треба да се чисти? Кои органи? Оние органи кои што се битни за кои што се филтри во телото. Цревата, бубрезите, белите дробови и кожата. Да, црниот дроб, секако. Дваесет глава, 36 стих, значи тука сме, и се радуваше Езекија и целиот народ, интересно ова е крајот од главата, се радуваше Езекија и целиот народ поради тоа што Бог така го расположи народот, бидејќи тоа стана неочекувано, или тоа стана одеднаш, инстантно, suddenly, вели англискиот превод. Значи, што направил Езекија и како го направил тоа? Веднаш. Веднаш треба да реагирате, кога сте полни со нечистотија, со идоли, со глупости, устата ви е затворена и така натаму, значи, кон оние работи кон кои што треба да се отвори. Значи, треба да се веднаш инстантно да делувате. Затоа што тоа тело не е ваше, а тоа тело ќе ви користи и како, ако сакате здраво да живеете, да поживеете подолго на овој свет, треба да внимавате со него. Сега, тука може да зборуваме како ги чистиме цревата, а како се насобираат токсини во цревата. Цревата се многу битен дел од пред се од дигестивниот систем, но комплетно, некои велат дека скоро сите болести тука доаѓаат. Ако тука дигестивниот тракт не ви функционира како што треба, значи тука е проблемот, токсините и така натаму, од тука, каде беа ресичките, од каде се хранливите материи тргаат по крвта кон сите клетки, каде? Во тенкото црево. А цревата ќе ги очистиме ако внесуваме многу растителна храна и тоа во она изворна форма, во свежа форма најдобро, значи целулозата треба да е присутна, влакната, билните влакна, тие се како метла едноставно. Чистат, метат, а не да внесуваме животински продукти, пред се масти, или, не дај Боже, некои може би се навлечени на суво местнати производи, па тие колку се штетни, тоа е страшна работа. Нитрити, нитрати, тоа е страшна работа. Тоа е најштетното нешто. Значи не знаеме ни што се става таму и какви обработки. Се. Бубрезите исто така, за да бидат чисти, што треба да правиме? Наједноставното нешто. Пијте вода. Пијте вода, 2 до 3 литри. Да, течности, меѓутоа, најдобре, водата незаменлива е. Господ ја дал за тоа, за чистење. И повторно тука не треба да внесувате високопротеинска храна, затоа што таа е многу штетна за бубрезите. Потоа белите дробови и кожата. Кожата исто така многу битен орган, мислам, најголемиот орган, така да кажем, најголема површина зафаќа. Значи, капење како од внатре, така и од надвор, редовно. Меѓутоа, не само тоа. Како се изнесуваат токсините на друг начин? Ако седите вака по цел ден, или ако отидете малку да покопате века Андре, или покрај кеј малку да потрчате, и преку потта. Всушност, докажано дека истите тие токсини што ги има во урината, ги има и во потта. Истите се тие токсини, мислам, се изнесуваат на ваков или на онаков начин. Чистење на храмот, обнова на храмот, реформа. И доаѓаме кај третиот цар, а тој е оној кој што е најмал се зацарил на само 8 години, Јосија. Тој, за него знаеме дека беше добар, одличен
владетел, и тоа него ќе го наречеме реформатор, меѓутоа реформа пошироко. Тој се зафатил со реформата пошироко, на целата земја, на целата територија, по сите краишта. Еве читаме во втора летописи, 34 глава, од 1 до 3. Значи, ќе скокнеме неколку глави, 34 глава, втора летописи, 1 до 3. На Јосиф му беа 8 години кога се зацари, царуваше 31 година во Иерусалим. Правеше што е право во Господовите очи. Во се одеше по патиштата на таткото Давид, не свртувајќи ни десно ни лево. Браво за Јосиф. Во 8-та година на царувањето, значи кога има 16 години, дојка беше уште дете, почна да го бара Бога на таткото Давид. А во 12-та година почна да ги чисти Јудеја и Иерусалим од високите места, ашерите, одрежаните и вајаните ликови. Се зафатил со голема реформа, уште многу млад. 4 стих, пред него ги оборија жртвениците на Ваал, на Ваала ги скрши сончевите столбови кои беа врз нив, ги скрши и ги сотре ашерите и вајаните лијаните ликови, ги истори по гробовите на оние што им принесуваа жртви. Ги спали коските на свещениците и нивните жртвеници и така ги очисти Јудеја и Иерусалим. Многу пошироко се зафатил со реформа. Исто направи по градовите на Манасиевото, Ефремовото, Симеоновото племе, па до Нефталимовото, по нивните запустени места наоколу. Ги обори жртвениците и ашерите, ги раскова, ги сотре вајаните ликови, ги исиче сите сончеви столбови по сета израелска земја, а тогаш се врати во Иерусалим. Во 18-та година на царувањето, значи на своји 26 години, откако ги очисти земјата и храмот, ги испрати Азалиевиот син Сафан, градскиот управител Маси, Јохазовиот син Јоах, тајник, за да го поправат домот на Господа неговиот Бог. Повторно еве, гледаме чистење на храмот, поправка на домот. А за поправка на храмот на нашето тело, ако сте били можеби до вчера непослушни или не сте ја знаеле светлината, најдобра е растителната исхрана, односно веганската, како што зборувавме. Тие две работи само ќе ги спомнеме, значи за поправка на храмот, на телото, добра исхрана, соодветна исхрана, растителна исхрана, веганска, и втора физичка активност. Редовна физичка активност. Ние сме цареви, како што кажавме, со слободна волја и моќ на избор. Некако како, ако размислуваме подлабоко здравствената реформа, сите овие здравствени принципи што ни се дадени преку сестра Елен Вајт и преку Библијата, како да ни е дадена за да не научи, да се научиме да носиме вистински одлуки. Ние секојдневно носиме одлуки во животот. Како да се одлучиме да не постапуваме како Ахаз, да не бидеме како Ахаз, а да бидеме како Езекија, да бидеме како Јосија во нашиот однос и постапка со храмот, со телото, всушност. 14 стих од втора летописи 34. Интересно што се случува кога ги изнесуваа сребрениците донесени во Господовиот дом, свештеникот Хелки го најде свитокот на Господовиот закон даден преку Мојсија. И меѓу другото што најде овде? Па и здравствените закони, кои што не престануваат да важат. Тие не се приковани на крстот. Од 30 до 33 стих, потоа царот си, значи предходно му кажуваат, му ја соопштуваат оваа вест и што прави царот. Ја искинал облеката од себе. И самиот, потоа ќе го чита пред сите, законот и вели во 30 стих, потоа царот се искачи во Господовиот дом, со сите јудејци, со ерусалимците, со свештениците, со левитите, со сиот народ, од најголемиот до најмалиот, и им ги прочита сите зборови на книжниот свиток на заветот, што е најден во Господовиот дом. Такво запустување на домот, што зафрлен таму бил и свитокот, и законот, и сите Мојсееви закони, ништо не било битно за Ахаз. Храмот не бил битен, се однесувал како да е негов. Што му текнало си правил, кршел.
И сега го пронаоѓаат овој свиток. Вели царот, 31 стих, стоејќи на своето место, го обнови пред Господа заветот дека ќе го следи Господа, дека ќе ги пази неговите заповеди, поуки и одредби со сето срце и со сета душа, да ги исполни сите зборови на заветот што се напишани во книжниот свиток. Послушност кон она што Господ ни го дал, а ни го дал затоа што не љуби, затоа што не создал, тој најдобро знае како овој храм, како овие наши тела функционираат. 32 стих, и сите кои се најдоа во Иерусалим и Венјаминовото племе ги повика да пристапат, Иерусалимците се прифатија за заветот на Бога на своите татковци. Тогаш Јосеј, 33 стих, ги острани сите гнасоти од сите израелски краеви, темелна реформа во сите краеви, и направи така што сите кои се најдоа во Иерусалим да почнат да му служат на Господа својот Бог за време на сиот негов живот, не отстапија од Господа Бога на своите татковци. Кој цар си ти? Кој цар сме ние? Како ние се однесуваме кон храмот на живиот Бог, кон нашите тела, кои што треба да бидат храм на Светиот Дух? Дали сме Ахаз, или Езекија, или Јосеј? Значи, Јосеј не застанал тука, само во храмот Иерусалим, туку тргнал со реформан во сите краеви, до секој крај, да им ја соопшти веста, да им ја каже светлината, вистината на сите. Ние имаме веста за здравствената реформа уште 19 век. Замисли си, Господ ја открил на сестра Елен Вајт со неколку класа одделенија школо и открил такви работи кои што денес се уште не се откриени на научниците, на докторите, на нутриционистите. Каква светлина имаме, каква вистина имаме уште од 19 век. Господ не припремал, знаел што ќе се случи, индустриализација 20 век и така натаму, и секакви адитиви, глупости во храна и така натаму, загаденост. Да знаеме уште на време, уште од тогаш, да ги сочуваме нашите тела, нашиот храм, затоа што е битен, затоа што треба да се посвети, да биде чист, за да може Светиот Дух да пребива, да живее во него. Нека Господ ни помогне да бидеме како Езекија или највеќе како Јосеј. И ова порака, и ова прашање да си го поставиме на самите себе. Дали сме како Ахаз, како кој цар сме? Господ нас не спрема за цареви, меѓутоа како кој цар сме сега? Нека му е слава нему за се што ни открил, а се што ни открил за наше добро, ако го послушаме. Амин.